Лекови на реверс, односно позајмени од друга клиника, јавни набавки без оглас, требувана вишок терапија на име на пациентите, скапи биолошки лекови се давале на ден пред да починат пациентите. Ова се само дел од дејствијата за кои се товарат петмината осомничени во морбидниот случај со онкологија. Екс-медицинскиот директор на клиниката Нино Васев, поранешниот организацијски директор Нехат Нухи и уште тројца онколози се осомничени во аферата за злоупотреба на биолошката терапија. Сите петмина осомничени успеале да направат евентуална штета од околу 30 милиони евра. Васев се товари за 7 кривични дела злоупотреба на службената положба и овластување и едно кривично дело измама во службата. Организацијскиот директор исто така е осомничен за измама на работното место. И тројцата лекари се осомничени за помагање во кривичното дело измама во служба. Двајцата директори на место притвор добија мерки на предпазливост, додека за онколозите не се побарани мерки и може да продолжат да работат со пациенти. Мерките опфаќаат забрана за напуштање на живеалиште и престојувалиште, одземање на патна исправа и забрана за нејзино издавање, а за тогашниот медицински директор дополнително е побарано и мерка за отстранување од работното место. Од обвинителството велат дека нема докази дали се давале помалку лекови или физиолошки раствор, но биле препишувани скапи лекови на ден пред смрт на пациентите, иако се знаело дека нема лек за пациентот. Обвинителите не кажаа каде одел вишокот набавувани лекови без тендер, затоа што се истражувало во моментов. Според добиените податоци од Косово, засега нема докази дека на црниот пазар во Косово или на тамошните клиники завршувале набавените лекови од страна на Васев, а обвинителите чекаат одговор од колегите од Албанија. Обвинителството има сознание и за стан каде се чувале лековите кои биле злоупотребени. Обвинителството прегледало 25.500 електронски и хартиени досија и разговарало со 35 до 40 онколошки пациенти. Инаку, Фондот за здравствено осигурување прави вонреден надзор со словенечки експерти, па не е исклучена можноста истрагата за онкологија да се прошири.